Неколку коментари на денешната пресконференција во врска со ребалансот на буџетот, зашто денеска во собранието почнува дебатата, а коментари кои што произлегуваат од стручна анализа од нашите економски експерти. Имено ребалансот на буџетот од една страна е практично признание за целокупниот дебакл на економските политики на премиерот Мицкоски, а од друга страна повторно не носи ништо добро за граѓаните, туку најавува зголемување на дефицитот и долговите кои што ќе ги враќаат следните генерации. Практично се потврдува тоа што го говориме цело време, дека со Мицкоски и оваа група на власт нема ниту економски раст, нема поголеми плати, има само уназадување. До крајот на годината, практично ниту еден граѓанин не може да очекува подобрување на животниот стандард, туку напротив влошување, едноставно економијата тоне. Само 6 месеци по носењето на буџетот, владата признава дека сите клучни економски проекции ги промашила. Буџетот беше представен како некаков документ за фискална консолидација, стабилни јавни финансии и силен економски раст. Ништо од тоа не е остварено. Наместо ветениот економски раст од 3,8%, сега проекцијата се намалува на 3,5%. Реалноста е дека ниту ова нема да се оствари. Наместо ветена инфлација од 2,5%, граѓаните добија 4,5% инфлација. Значи, двојно зголемено. Повисоки цени, дополнителен удар врз семејните буџети. Една од клучните работи, наместо ветената фискална консолидација, владата го зголемува буџетскиот дефицит од 39,2 на 46,3 милиарди денари, односно на 4,1% од бруто домашниот производ, што е речиси 18% зголемување. Наместо помал долг, владата отвара нов бран на задолжување, и домашно, и странско. При тоа домашното задолжување расте на 39,9 милиарди денари, зголемување од 12%. Странското на 101 милиарда денари, зголемување од 19%. И со тоа јавниот долг до крајот на годината се очекува да надмине 61,5% од бруто домашниот производ. Невработеноста требаше биде 10% и тоа не е остварено. Трговскиот дефицит дополнително се продлабочува. И тоа значи само едно, не сме трета економија во Европа, ама тоа граѓаните веќе го знаат, затоа што секојдневно го чувствуваат на сопствен грб. Се потешко се живее кај нас. Значи, да повторам, јавниот долг достигна 11 милиарди евра. Зголемен од оваа власт за само 2 години за 2,5 милиарди евра. И тие пари не се вложени во капитални проекти. Со новиот дефицит од над 110 милиони евра, значи дека се задолжени кој знае колку следни генерации. И ова е опасно и неодржливо задолжување, со кое владата едноставно товарот го префрла врз идните генерации. Пари едноставно нема за ништо. Загрижува поголемиот дефицит, кој што не се користи за развој, туку за покривање на текомни расходи, а кои што се резултат на лошо планирање и управување со финансиите. Ке дадам неколку примери. Во делот на труд и социјала има додадено пари кај надоместоци и права од социјална заштита 2 милиарди денари заради лошата проекција на основниот буџет. Ама овие пари не се доволни за до крајот на годинава. Ке фалат уште 3 милиарди да се сервисираат сите обврски. Тоа значи дека оваа година ќе нема покачување на поддршката за социјално ранливите категории. Кај пензиите, парите што се исплаќаат од МТСП кон ПИОМ не се зголемени, а фалат 10 милиарди денари за до крај на годината. Значи, исплатата на пензиите е практично доведена во прашање. Кај заштитните друштва кои вработуваат инвалиди има додадено 300 милиони денари, ама фалат уште 500 да се покријат сите трошоци. Последната исплата е за јули 25. Значи, овие 300 милиони денари што се додадени, ќе треба само да се исплати 25 година, за 26 нема ниту денар.
Во програмата за млади, наместо парите да се зголемуваат, владата ги намалува средствата за 1 милион денари. Но истовремено владата не се откажува од сопствениот комфор. Тврда дека штедат, а кратењето кај стоки и услуги е речиси символично едва 0,1%. Значи, додека економијата назадува, не расте, се зголемуваат долговите, платите остануваат исти, нема никаков значаен раст, но луксузот на владата останува практично недопрен. Нема сериозно кратење на непродуктивни трошоци, нема вистинска рационализација и нема реформи. А граѓаните плаќаат се поголеми сметки, се поскапа храна, едноставно трошоците за живот се поголеми. Бизнисот е повторно оставен на маргините. Во програмата Д9, финансиска подршка на инвестиции, се намалуваат парите од 1,23 милиарди на 1,03 милиарди денари, значи 200 милиони денари помалку. Во програма економски развој од 8 на 7,3 милиарди денари, значи 661 милион денари помалку. Нема подршка за стопанството кое што треба да го храни и да го полни буџетот. Младите, науката, иновациите, дигитализацијата, зелените политики, исто како и подршката на бизнисот, остануваат на маргините. Едноставно нема никаква подршка. Се отвара и сериозен сомнеш околу зголемувањето на капиталните расходи среде година, во услови кога владата традиционално не успева да ги реализира капиталните инвестиции. Наместо нови проекти, има оправдан сомнеш дека средствата ќе завршат за покривање на стари, неисплатени долгови и на веќе договорени тендерски процедури. Ребалансот не е план за развој. Ребалансот е практично признание дека оваа влада лошо ја води економијата во земјата. Граѓаните тоа го чувствуваат секојдневно. Повисоки цени, нема раст на платите, стандардот тоне. И тоа е вистинската слика за економските политики на оваа влада. На пресекот на годината, на половина на годината, кога и со овој предлог на ребаланс на буџетот, граѓаните повторно нема ништо да почувствуваат во подобрувањето на животниот стандард. Ви благодарам. Повелете. Добро, гледайте, јас не би ги коментирал проектите на Христијан Мицковски. Жал ми е што дел од другарите се откажа од партијата, од својата идеологија. Тоа е веќе видено. Тоа е претходниот проект, знам, кој што е постепено пропаѓа. Исте организаторот и исте финансиерот. Ние сме посветени на друга работа. Да го окрупнуваме фронтот, затоа што државата е заробени се институциите, блокирана иднината на земјата. И за тоа се бориме секојдневно. Комуникација со многу луѓе, членови, симпатизери, разни чинители, се бориме да вратиме власта во рацете на народот. Заради тоа што на овој начин истите тие луѓе со истите методи кои што го креираат движењето Знам, сега се обидуваат повторно да не ослабат. Зошто? Поради тоа што оваа власт неповратно тоне, затоа што нема добри политики, а ние се консолидираме. И поради тоа што нема други механизми да остане на власт, освен нас дополнително да не фрагментира. Така да таа платформа е единствена платформа за спас на Христијан Мицковски и ништо друго, но нема да успеат. А во однос на конкретното прашање, ќе одговорам конкретно, ќе дебатираат органите и телата на партијата во текот на следната недела. Повеќето се жестоки, долгогодишни жестоки критичари на актуелната власт, да ги земе Игор Мицковски. Зошто мислите дека успеал Мицковски да влијае на тие луѓе? Да, ево конкретно ќе се надоврзам и за аналитичари, одредени аналитичари, каде што е наставил преку соопштенија да беше критикуван. Дали мислите дека сите оние кои што не мислат како вас и како вашата партија ви се непријателски настроени, непријатели? Не, апсолутно не. Јас сум отворен за било која дебата и за било која дискусија. И сите тие луѓе кои што седаат таму на масата, а и многу други, кои што верувам дека ќе сватат дека сакаат овие луѓе да ги замаат и да ги привлечат во некој друг
правец, единствено нешто што може да одработат е да го ослабат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што ние од тоа не видовме јасна критика на власта. Видовме ли подршка за критиките кои што ние ги даваме? Еве, не мора да се од тука. Видовме ли критика за блокирањето на европскиот пат? Видовме ли критика за криминалните тендери кои што ги спроведува оваа власт изминатите 2 години? Не, што видовме? Критика за СДСМ. Која што е целосно отворена. И јас лично и сите тука во партијата. За дебата, за конструктивна дискусија, за надградување, за евентуална промена на нашите политики, ако некаде грешиме. Ова е местото каде што треба тие дискусии да се одвиваат. А тие така наречени новинари и аналитичари ги гледаме. Како со текот на годините, врз основа на близината со одредени политички субјекти и поединци, ги менуваат ставовите. А во однос на изборниот законник е евроамбасадорот Рока Сливенска практично го тврди тоа што дека има препорака позитивен е, добар е изборниот законник и дека очекуваат партиите меѓу себе да се договорат околу модалитетите и на крај нели да се изгласа со консензус. На крај само да споменам кога за модалитети, последниот предлог на Мицкоски синоќа беше не електронски со писма гласање на диаспората. Дали околу ова можете да седнете и да се договорите за да промените законот? Било има уште време. Гледайте, нашите позиции се јасни. Прво неколку збора за законот во контекст на реформската агенда и вклученоста на евроамбасадорот Рока, што мислам дека е добро. И му благодарам што се бори за доброто на земјата. Жално е што имаме власт која што е практично целосно антиевропска. Не може да се фалат со добиени 50 милиони евра од реформската агенда, кога не е отворено ниту едно поглавие. Вистинските пари кои што доаѓаат од Европска унија, еве видовме, ги најавија за Црна Гора. 3,2 милиарди евра. Тоа е вистински успех. Така да тоа е само еден дел од изговорите. Ние нашите позиции во однос на изборниот закон јасно ги кажавме и ги образложивме. Од што стравуваме, зошто сметаме дека тоа не е добро да биде така формулирано во законот. Зошто да има различно гласање за диаспората и за луѓето кои што живеат во диаспора од луѓето кои што тука живеат. Зошто ние тука гласачите да оставаме фингерпринт и така натаму, а некој да гласа електронски или да гласа со писма? Зошто да не е еднакво безбеден процесот на гласање за тие што се во земјата и за тие што не се во земјата? Ние за тоа се бориме. Зошто премиерот Мицкоски им става таков терет на нашите граѓани кои што живеат во диаспора? Некој утре да им каже дека биле дел од изборна измама. Зошто ги изложува на таков ризик тие луѓе? Нека дојдат, нека гласат тука еднакво како што сите ние гласаме. Тоа е во делот на гласањето на диаспората. И сметам дека имаме рационални аргументи. Аргументите не се само нешто што ние сакаме да кажеме колку да помине или не помине законот. Сметам дека се издржани. Понатаму, зошто Државната изборна комисија да не може да одлучува по однос на целокупниот материјал за изборите? Зошто мора да се само земат во предвид согласно ново предложениот закон приговорите кои што се влезени во записниците? Па може некој нема да ги запише. Нема никаква логика. И зошто да дозволиме различно бележење на гласачкото ливче, која видовме и слушнавме како оваа власт манипулира со изборите порано до пред 10 години. И затоа јасно одредено се заокружува само бројот пред името, односно партијата. И затоа има логично објаснување. Но тоа што премиерот менува, еднаш вака, еднаш така, само колку да помине законот, ствара сомнев зошто го прави тоа. А не одговара на вистинските прашања. Зошто дозволува да се отвори врата за манипулација со изборниот процес и става терет на луѓето во диаспората, дека утре тие може да бидат обвинети дека учествувале во изборен грабеж? Зошто да им ставаме таков терет на тие луѓе? Нека дојдат, нека гласаат тука со фингерпринт и се како што ние гласаме сите. При тоа овој процес на гласање со фингерпринт е на барање на ВМРО-ДПМН воведен пред повеќе години. Ето тоа е нашиот став. Секогаш ќе бидеме конструктивни што се однесува на тие закони, но не по цена да отвориме врата за изборен грабеж. И сето ова што еднаш премиерот го менува ставот, еднаш вака, еднаш така, отвара
сериозен сомнеш дека има позадина во целото тоа. Дополнително, станува збор за нешто што го предлага за 29-та година. Па зошто го предлага за 29-та година? Нека се направи работна група и нека дебатира за најдобриот начин на кој што дијаспората треба да гласа. Па нека се направи дополнителна измена до година 28 и така натаму. Благодарам.